Велат дека не постои жена која не сака да оди на фризер. Не постои жена која не сака да се разгалува себе си, уживајќи ги благодетите на козметиката, педикир, маникир и шминка. Велат дека не постои жена која не сака да испробува нова облека и да се воодушевува од себе си гледајќи се во огледало. Не постои жена која не сака гордо да чекори, додека сите погледи се вперени во неа. Но честопати, судбината знае да си поигра со она што некако природно и доаѓа на жената. Па така, одењето на фризер да стане невозможно, купувањето нова облека мисловна именка, а гордото чекорење пред луѓето да се претвори во страв и срам. Затоа решивме да ја создадеме оваа емисија. За сите оние кои немаат време, немаат средства или пак животниот пат ги натерал себе си да се стават на последното место. Тука сме ние да покажеме дека може поинаку, подобро и посреќно. Добре дојдовте во VIP на еден ден. Јас сум Ирена Нацевска, 42 години, дипломиран новинар, за жал се уште без вработување. Неодамна го завршив курсот за персонална асистенција. Се надевам дека во иднина ќе можам да помагам на лица со попреченост, без разлика на нивната попреченост и без дискриминација по која и да е основа. И сакам да ви ја раскажам мојата приказна како дојде до тоа да се пријавам и зошто сум во оваа емисија. Борба. Тоа е вистинскиот глагол кој го опишува животот на Ирена Нацевска. Цело време ме отпишуваат, јас упорно си се запишувам, дури и кај оние што се обидуваат. Например, они ќе ми ја стават пречката толку, јас одам таму. Првата борба со која се изборила оваа 42 годишна скопјанка е преживувањето на пораѓај. Жилаво се борела за да вдише воздух, да ја зграби шансата, да ги расшири градите и да вдише од животот. Јас сум била отпишана на стартот. Значи, они ме само што сакале да прогласат она да заведат мртвородено дете. Меѓутоа, кога виделе, добра, додека да ме однесат, веројатно бидејќи тежок долг породување, сум била уморна и јас и веројатно сум си придремала на кого сега ќе ми текне дека јас треба да плачам за да дадам знак дека сум жива, и тој процес останува и до подоцна. И додека се уште лекарите не знаеле дали ја добиле битката за животот на Ирена, се отворила нова борба. Борба за животот на мајката. После раѓањето на Ирена, на тој 15 декември 1975 година, мајка и Марика добива постпородилна тромбоза. За жал и мајка ми има последици. На 12-тиот ден се случува една непријатна случка, значи после доење мене ме легнуваат за да и мајка ми легнала до мене. И што знам, баба ми да се подготви, затоа што во тоа време немало, сега има памперси, еден куп она за бебешка нега, тогаш пелените се преврибале, тенок, широк повој. Меѓутоа, баба ми како што го ставила вонесли, шерпа, не знам, вода и случајно цела таа вода врз нозете на мајка ми. И баба ми се врти, Маре, дали те боли ова? Мајка ми вика, ја ништо не чувствувам. Го тргаат чаршафот и има што да видат. И сепак и мајка ми е борец, затоа што и не за тоа значи јас сум родена 15 декември, ова се случува на 27 декември и тоа налечер. Нема никој. Се наоѓа, во тоа време немало возила, немало такси, единствениот сосед, за жал не му го памтам името, а некој ми спомна дека е починат, се надевам дека почива во мир.
се нафатил во тоа време 2 по полноќ, на 27 декември сите слават Нова година, да ја префрли мајка ми до клиничка болница. Таму се востановува, не знам веќе, не ги знам медицинските термини, вие некоја тромбоза што подоц не остава, цел живот имаше проблеми со тоа. Меѓутоа и лекарите добро постапиле, веднаш ја оперирале, дали што имала млеко од мене нешто се заштитило, сега може и ова бабини деветини, меѓутоа секој човек прифаќа на различни начини. А во тоа време мене ме оставаат со војковците и вика, тогаш вика прв пат те чувме да плачеш како што треба. Сум ја урнала цела зграда од плачење, сум наплатила за сите претходни 12 дена. Отворените рани на нозете на мајката, пропратено со отежнатото движење и сознанието дека Ирена е бебе кое едва и преживеало, ке ја одредат потребата од постојана борба на ова скромно работничко семејство. Обата мои родители се храбри борци. Се извинувам. Операцијата, ако добро се сеќавам, ми траела од 12 до 18 часа. Се освестила после 2-3 дена и неиза ја отпишувале дека нема да преживее, дури се спремало документација да ме посвојат баба ми и дедо ми. Меѓутоа, знаете, она неверојатни случаи, она нешто кога што се вели од судбината и она од пишаното не се бега. Го стопираат процесот на еризипел со случајна грешка на стажант. Значи, она од прекај цело живот ми е преку мене, преку грешки, јас сум доаѓала на прав пат. Документацијата мајка ми Марика до нејзе имало Марија, ги смешал стажантот и всушност во цело таа несреќа имало и среќа и за другата жена. Значи, женава се оправила, подоцна ја запознав и мајка ми, меѓутоа сега таа не сакаше да ја спомнувам и не можам да ја спомнам. Не сакаше ни стажантката, иако е сега познат лекар и признат лекар. Меѓутоа, преку грешките се учиме, никогаш не се знае кое зло ќе биде за добро. Значи, она одеше иако не смееше и беше забрането да оди. И беше забрането повеќе од 1,5 килограм да крева, нема грешка. И исто како што на мене ми беше забрането во почетокот, во првите години, например, како секое дете да играш, да трчаш, јас да не трчам. Кога слушав, кога не, само чекав да видам некој да нема околу мене и на некои луѓе, како им се речеш, им се роди апгар дете во 2 и ќе го стават во стаклено звоно. Моиве се обиделе, него кога виделе дека јас стаклено звоно не трпам, дека ќе се обидеме, вика, да те земеме во раце, не бе, вика, ти од бебе, вика, плачеш, нема шанса. Подоцна кога сум подпораснала, на секое бебе му се тепка, демек, бебуле овона, ти, вика, особено женските личности, ако има коса, вика, без коса останува. Прв пат јас гледав преврска на мајка ми на 4-5 години, а реално кога требаше да ја правам преврски, веќе бев забавиште и од прво оделение практично, меѓутоа имав доста помош и од татко ми тука, додека он беше жив, па и она самата не сакаше, сега ти дете, да ти го одземам детството, ќе се бавташ со мене, ајде оди играј си. За жал, семејството однапред ја добило квалификацијата дека телесниот е еднаков на ментален инвалидитет. Подбивањето од соседите, задевањата од децата и потребата да се остане смирен ќе ја обележат судбината на Ирена. А се почнало со преселбата во нова населба. Прв ден доаѓаме, се вселуваме и јас слушам коментар, мајка ми нормално, јас и татко ми ја придржуваме, што баре оваа соврзанава нога овде во наша зграда. А јас имам неполни, значи имам 7 години, ова се случува јули 83-та. За жал требаше да ја применам тактиката што ја применував детската тактика кон оние деца од прво и од забавиште.
Меѓутоа, мајка ми и татко ми, ајде, као нова средина, немој ти прва да почнуваш, почитувај на нас, сега дали сгрешија или не. Се симнала доле да купи лепли, не знам што, и бидејќи она нормално се движи потешко, аз не сакаше да зима помагала, ниту оделка, ниту оние протетички средства, ниту, што се вели народно кажано, штаки. Додека да заминам, меѓутоа слухот е развиен кај лицата. Видете, оваа со врзанава нога уште ни парадира тука. Ирена не им ја покажувала својата слабост на намерниците. Се повлекувала во себе и на безбедно во своето катче, своето семејство. Не дека не бев немокња да вратам, меѓутоа ја го почитував советот и си ги почитував моите родители и имам целосен морален човечки интегритет во себе да не наседнувам на секакви нискости. Во 2002-та, на нова година, кога домовите се полнат со радост, кога светилките од елките дзиркаат низ прозорите од топлите домови, а надвор снегулките будат насмевка, во домот на Ирена вечно се вселува тагата. Веќе раните не болат, веќе нозете не се тешки, веќе нема болка. Таа 2002 година, на нова година, за секогаш престанува да чука срцето на незината мајка. Некогаш погрешно ги разбираат луѓето што се повлекуваат во себе. Тогаш се чувствува во тој момент, тие 5 минути подоцна, веќе продолжив да функционирам со оглед на тоа дека цел живот ми е борба, или пливаш, продолжуваш, стануваш, исто како што сум продела, значи како секое дете не да ползам, него станување и одење. Или ако паднеш, нема она. Па не верувам дека ме скрши. Може во тој момент да бил најголем удар, меѓутоа не беше голем удар за мене, затоа што татко ми, за да ме заштити, тргни се. Повеќе беше удар за него. Повлекувањето на безбедно во себе си ќе резултира со барање утеха во храната. Па Ирена ќе каже дека еден период на вистина изгледала застрашувачки голема, што пак ќе донесе дискриминација во однос на работното место. После смртта на мајка ѝ се вработува и работи како новинар и преведувач. Подоцна повремено работи во маркет, чува стари лица или деца. Се до 2010-та. И таа 2010 година умира и таткој. Не очекував, не само јас, значи никој не очекуваше со оглед на тоа што велам, човек кој што никогаш не рекол ов, никогаш не отишол на лекар, буквално одеше на лекар само на подпринудно кога го вика да дава крв. После тој 21 септември се тргнало надолу. Незиното прибежиште и сигурно место повеќе го нема. Ги нема ни мајка ѝ, ни татко ѝ. Ја нема безбедната зона која сите други ги прави неважни и безопасни. Откако го загубив татко ми во 2010-та, за кој реално никој не веруваше дека тој човек ќе почине, и јас во брзаница, во итаница да се среди документација каде попрво да се јавиш, затоа што и тој почина на празничен ден. Мајка ми почина на нова година 2002-2003, а татко ми почина на 21 септември. И во сето тој метеж, место некој да се обиде да ми рече и да ме праша како си, добро си, или и оние што го прашуваа, тоа го прашуваа реда ради колку да се оправдаат пред себе си, се најдоа паметните од зградата, се уште татко ми неовладен, непогребан, да прашаат дали ќе го продавам станот. Од тогаш забите почнале нагло да и паѓаат. Депресијата ја совладувала. Физичкиот изглед се повеќе ја дискриминирал. Нагло ги изгубила килограмите. И од некогаш навидум силната Ирена останала таа вистинската што ја гледате сега. Со губењето на последната потпора во семејството, Ирена почнува да пропаѓа емотивно, социјално, човечки.
Домот почнал полека да се руинира, сметките да се таложат, апаратите да се расипуваат, хигиената да се запоставува. Што се снесува до основни намирници, се снаоѓам онака како што се снаоѓам. Одредена комшика во одреден период во некогаш носи храна, меѓутоа јас немам право да го барам од таа жена тоа, а на крајот на краиштата за преживување се снаоѓам онака како што се снаоѓа секој човек, борба за живот секојдневно. Денес Ирена се снаоѓа од ден за ден. Понекогаш работи хонорарно, понекогаш само за да го помине денот. Но она што не ја напушта е љубовта кон читањето и осознавањето на нови работи. Таа го владе англискиот, германскиот, а сега учи и кинески јазик. И денот најчесто го поминува читајки. Ирена, дали си ти среќна? Јас сум среќна што сум преживеала и што се уште преживувам и што се уште, што се вели, не сум она унесреќена или уназадена. Јас имам две раце, две нозе, уста, нос. Ирена ме изненади со своето однесување на многу позитивен начин. Кога прв пат се запознавме, таа ми персираше, а и ден денеска ми персира по телефон. Ке заклучам дека Ирена е многу скромен човек, заради тоа што кој го кажав концептот на емисијата ми рече: јас имам облек, дајте му на некој друг што му треба. И ке заклучам дека Ирена е голем човек, затоа што и наспроти тоа што не изе и треба помош, таа се нуди себе си како помош и веќе некое време помага на лице со попреченост во развојот. Сега ве носам да ја запознаеме Ирена. Ирена е вистински борец. Ствари, со штикли не се вози. Ризично е. Може да ви се заглави штиклата, например, во ова теписончево, а може и да ги оштетите. Токму затоа, секогаш имајте резервни кондукчиња за возење. Облекувате и немате гајка. Правила за добар возач. Одиме да ја видиме Ирена. На патот кон Ирена застанав да ја земам и Марија Ѓорѓиевска, актерката од театарот за деца и младинци, која како актерка и лик од јавниот живот ке не води низ вип активностите кои следуваат на Ирена. Марија неодамна се врати од Суботица и од Црнагора со дури 6 освоени награди. Знае дека сте на овој паркинг, када? Здраво, сме. Значи да ви ја представам, ова е Марија, Здраво. за која што ви зборував пред да тргнеме, кога ја најавив Ирена. Марија ќе ни ги каже детаљите околу Ирена, меѓутоа малку ќе не посоветува како е тоа да се биде вип, затоа што Марија сепак си глумица, нели? Да, ќе ни кажеш кога најмногу си се чувствувала како вип личност, што е тоа што ги прави различни, нели, вип личностите, затоа што на Ирена треба да ја направиме да се чувствува еден ден како вистинска вип личност. Па не се чувствувам баш како вип, ама ќе ми биде многу драго Ирена да се чувствува баш како вип и да ја направиме такво изненадување што нема да и се верува дека тоа и се случува. Да. Имам јас и едно друго изненадување кое што не го кажав целиот концепт на емисијата, ама нешто друго имам, ти ќе ми помогнеш да го спроведеме тоа, окей? Влегуваме во кола, одиме кај Ирена, а понатаму ќе си тече разговорот. Онака како ќе му дојде текот, битно, одиме да израдуваме Ирена. Одиме. Ајде. Сметам генерално кај нас во Македонија, малку сме далеко од оние вип како што се, нели, звездите од Холивуд, бидејќи кај нас знаеме како е подготовки, кога еве може да се каже као вип ако си за некој настан нешто да се подготвува, па да дојдат да те подготват, да те нашминкаат, да те облечат, да те средат, меѓутоа кај нас малку поретко тоа, зборувам од тој организацијски дел, бидејќи во целина валјат толку ни се и можностите кај нас во државава, секогаш треба да си дојдеш самиот спремен, нели, да си отидеш на фризер, да си отидеш, нели, на шминкер,
Сакам да кажам, далеку сме од тоа, да речеме како една, еве сега ќе ја спомнам J-Lo пример, сигурно има околу неа еден голем тим кој организира, значи буквално од организација, од подготовки, значи масажа, тренинзи. За мене тоа е випа кај нас, вака лично јас барем не се чувствувам така. И сега како дел од професијата која е јавна, ако така се смета дека сепак нели сме некои личности кои се занимаваат со јавно, нели гледачите не гледаат, дали пред малите екрани, дали во театар, лично мојата професија нели во театар. Ова е чувството кога после нели некоја представа или како и да е некаде кога проаѓаш, па ќе те препознаат деца, еве кај нас конкретно во театарот за деца и младинци доаѓаат дечиња кои никогаш ќе те препознаат дали по гласот, дали така по физиономија, бидејќи кај нас секогаш сме преправени, направени, па некогаш вака не сум сигурна дали си ти, ама по гласот те познам дека си ти. Така и убаво е чувството кога ќе те препознаат и поготово кога ќе добиеш нели убави комплименти дека си оставил впечаток со нели некој од ликовите кои си ги играл и потоа и те препознаваат. Дури еве и за синхронизација кога некогаш не го препознаваат гласот. Општо во животот што и да е, значи кога имаме некоја одредена цел и се стремиме да го дадеме максимумот од нас и кога гледаш дека има значи реакција од другата страна, сепак си постигнал успех. Значи се што е вложен труд максимално, кога ќе ти се врати со нешто добро и тука си постигнал успех, значи кога некој од страна ги гледа работите поинаку и ќе ти рече, супер е тоа, да. Јас не знам, немам некоја конкретна цел да стигнам не знам каде, да речеме нешто што е невозможно или не знам како, можеби некогаш има нешто кога не веруваме дека ќе биде успешно, па може и тоа да ти успее. Меѓутоа, за мене најважното е да сме здрави живи, сите околу мене, да гледам насмеани лица, значи да си бидам успешна во својата професија, да го давам максимумот од себе колку што можам и сето тоа нели да остави некаков печаток и после мене. За мене тоа е супер, значи мислам дека си ја постигнал целта. Ќе ми кажеш од каде ти ја знаеш Ирина? Па Ирина ја знам, така случајно ја запознав уште на времето кога бев средно училиште и одев во театар Чекори и таму одеше и она и од после толку време, после јас отидов на академија, студирав и тоа беше сега скоро им направија нова зграда во автокоманда на театар Чекори, каде што е местната заедница. И таму случајно онака ја гледам девојкава ми е позната, тоаш беше многу покрупна пред неколку години и беше бајги покрупна и се онака ја гледам и викам Ирена, викам извини ти ли си, ама така веќе нели малце поопаднато ми изгледаш, викам што се случува, нели дали си окей. И така на кратко нешто ми раскажа и реков зашто и да ти треба, земи го моево бројче, викам колку можеме, што можеме да се помогнеме и сега кога ти ми кажа, мене прва веднаш ми светна Ирена, викам супер изненадување ќе ги направиме и многу се радувам што правите баш ваков проект за кој може барем малце да се помогне нешто од нешто на некои вакви луѓе. Што мислиш на Ирина што најмногу ви фали? Што и фали? Сигурно многу работи и фалат и недостасуваат некои работи. Таа мислам дека сама останата, нема родители, нема браќа, сестри. Што можеме навистина со неја заедно ќе разговараме и колку можеме да ја помогнеме. Инаку Ирена е навистина многу интелигентна девојка, значи образована, има завршено новинарство ако не се лажам, знае дури и кинески има познавање, англиски и за жал има доста такви луѓе што се ете така можеби судбината си поиграла со нив, пропаднала во општеството, али се надевам колку можеме навистина да помогнеме и ќе се радува. Знам дека ќе се радува. Дали тоа таму е Ирина? Да. Таму може да видиме идеја. Ирина е таму. Да, Ирина е. И кога бевме сосема близу до целта, се случи телефонски повик. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И кога мислевме дека се е во ред, се случи телефонски повик кој можеше да смени се, заради проблемите на Ирена кои ни ги укажаа поврзани со притисокот и астмата. Знак прашалник беше дали ќе успееме да ги направиме планираните интервенции. Миговите исчекувања се чинеа предолги. Но во консултација со докторот одлучивме Ирена,
Ти од сега натаму денеска ќе го имаш твојот VIP третман. Ја почнувам што е процесот. Значи одиме кон подобро утре за Ирена. Така. Спремни сме? Да. Ајде, све е супер, све е окей. Имаме сега едно изненадување, ама ја си Марија ќе го приреди. Едно изненадување кога се наоѓа тука, ама ти мора да ми ветиш дека нема да гледаш. Марија ќе ти помогне да ги држи очите затворени. Добро. Ќе стигнеме таму и после тоа ќе видиме. Се надевам дека ќе се допадне изненадувањето. Стој. Сега во моментот отвори. 1, 2, 3. Одлично, а сега што ни следува да одбираме најубави рамки. Може да бираме? Што да бираме? Рамки да бираме. За очила. И тие се убави. А, овие? Овие? Да. Добро. Вие ти се при срца? Да. Дефинитивно? Да. Се здрави. После среќата која ја видовме на лицето на Ирена, време беше да и се заблагодариме на Марија што не дружеше. Марија, ја зебавме и сега треба да ја вратиме на истото место. Так. И се заблагодариме на Марија што помина еден дел од оваа трансформација со Ирена заедно со нас. Значи бевме заедно со неа во оптиката, каде што го направивме најголемото изненадување за Ирена. Марија ќе ни се придружи и после на крајниот завршен готов производ на новата Ирена. Верувам дека тогаш ќе имаме огромна насмевка и ќе имаме еден нов изглед на Ирена. Марија, јас ти благодарам најмногу и посакувам уште многу успешни представи, успешни патувања, многу награди Исто и на вас. и многу аплаузи кога ќе доаѓаме таму да седиме ние во VIP ложа ќе седиме јас и Ирена, да знаете, може така. Ирена. Да. Срцка. Јас ја оставам сега во вистински раце, знам дека е во вистински раце и не знам дали ќе те препознавам после се. Сега ќе На одиме ние крајниот кај финалниот Забарот, резултат. така да Аха, можеш така. малце да ги држиш Кај срекичка Забарот или да нема ја што пуштиш да се срекичка. плаши, сега ќе поминеме најдобар ред. Сигурна сум, да, за се што и да е, Снежа е тука и нема што да се грижиш. Знам и верувам дека ќе бидеш на крај за насмевката затоа што Да. кажам и ќе кажуваме чао на оваа оваа насмевка, чао, да. Да. Марија, ти видиме благодарам ова. многу. Ајде и на вас. Ајде се на љубаво и се Чао, гледаме чао. пак. Ајде, Иренче. Успешно. Многу. Успешно. Успешна кариера. Ајде, муа, да те видам уште поубава насмејана. Ајде, чао. Чао, девојки. Чао, 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 поздрав. Чао. Не си била на Забар подолго време, ама нема да се секираш, значи има женава, докторката има толку лесна рака и толку мирна рака и ќе ја запознаеш и јас сум сигурна дека ќе успееме да го добиеме тоа што го бараме. Еве, овде сме, значи сега ќе влеземе. Јас ќе ти го држам стравот, нема да влезам со тебе, ќе те чекам тука пред ординација. Може? Ајде, влегуваме.
Добар ден, како Добар сте? ден, Јас одлично. сум доктор Жунгулова, вие сте? Ирена. Ирена, повелете Ирена. Ајде да видиме. Седнете си. Ке погледнам и после ќе ти објаснам што може да направиме тука. Затвори милата, молам. Добро. Отвори. Значи овака. Имаме доста корени останати во устата кои што ќе мора да ги извадиме, за да може после тоа да направиме нели некоја протетска изработка и да не бидеш поубава кога ќе ни се насмееш. Ќе почнеме прво со вадење на зъбите. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зъби ќе имаме да извадиме и после тоа ќе направиме една изработка на протеза, парцијална протеза која што ќе ги надополни зъбите кои што ти фалат во уста во горната вилица. Во долната вилица ќе ги исчистиме со ултразвук зъбите за да го смириме генгивитот овдека. Делот кај што се повлечена више генгивата. Среќа што зъбите уште се цврсти, па ќе ги оставиме во уста, а ќе направиме екстракција на заостанатите корени. Ќе почнеме значи прво со решавање на горната вилица. Спремна си? Јас сум спремна, меѓутоа треба да ве предупредам. Ајде, кажи ми сега со другите проблеми здравствени. Па вака веројатно имам висок притисок. Колку е тоа висок притисок? Па многу често менува. Некогаш оди 160 со 80 со 90, некогаш оди 180 со 90. И како го контролираш притисокот? Па не го контролирам. Па никако. Никако. Добро. А знае да отиде до 120 со 80. Затоа што имаме вадење на зъби, прво ќе мора да направиме контрола на притисокот, значи да видиме дали е нормален или е повишен, како ти што кажуваш, на периоди на кои што го имаш. Ако имаме повишен притисок, тогаш ќе мора да посетиме лекар, кој што ќе ни го изрегулира притисокот, за да можеме ние после тоа да продолжиме со нашата работа. Затоа што ќе даваме анестезии, имаме вадење на голем број на корени, ќе имаме крварење. Ако имаме висок притисок, нема да ни пристане крварењето, ќе ни настанат компликации, кои што ќе ни одолжат сите оваа работа, за да можеме да те направиме насмевка. Значи, ние ќе дадеме се од себе. Прво ќе пробаме значи да видиме како е притисокот, ако е све во ред, ќе почнеме со работа и ќе добиеш насмевка. За денеска од нас толку. Се гледаме утре во 6 сатот, ќе почнеме со вадење на зъбите. Договорено. Добро, спремна? Да, благодарам. Така треба. Браво. Истивам. Значи, како беше? Има доста завадење, има доста работа, ама ќе помине. Ама ти немаш страф од забар, нема да те боли, Не. ништо. Се ќе биде како што треба, така? Да. И после кога ќе се насмевнеме во камера, со една голема насмевка. Океј? да. Значи тука треба да помине некое време, некој процес, ќе почекаме, а во меѓувреме ние ќе одиме да ги завршиме останатите работи, значи имаме и фризура, имаме и шунка, имаме и облека да најдеме. Потоа пак завршуваме овде, за конечно да ја добиеме најубавата насмевка во светот. Може? Може. Ајде, одиме. Во следната епизода ќе гледате.